Почитувани, нема земјоделски регион во државата каде што нема проблеми. Градинарските култури во Струмичко, како што се краставицата, доматот и пиперката, се соочуваат со катастрофално ниски цени, кои се надвор од секаква рентабилност, а власта не презема ништо во насока на решавање на проблемите. Откупот е многу слаб, ако го има цените се многу ниски. На самиот почеток на откупната сезона цената е под секаква рентабилност. Краставиците се откупуваат за 5 денари, доматите за 15, а пиперката за 20 денари по килограм. Самиот факт што на почеток на откуп цените се ниски, кажува дека до крајот на сезоната откупната цена ќе биде под секакво ниво и крајно недостоинствена. Доколку во најкраток можен рок власта не преземе ништо во насока на решавање на проблемите на земјоделците, повторно ќе бидеме сведоци на зеленчук кој наместо на зелените пазари ќе заврши на локалните депонии. Земјоделците се соочуваат со големи проблеми да обезбедат средства за своите семејства, инвестирале и работеле, а сега нема да можат ниту да си ја повратат инвестицијата, а не пак да заработат нешто плюс. Зоран Заев и Николовски за време на парламентарните избори 2016 година ветуваа за гарантиран откуп, високи и стабилни откупни цени, но очигледно не мисле на земјоделските производи, туку на марихуаната која што одгледуваат фамилијата Заеви. Почитувани, додека бизнисот со марихуана на Заеви им цвета, земјоделците кои одгледуваат земјоделски производи се сочуваат и не можат да го продаат својот род, затоа што власта кој што им го вети откупот не им го обезбеди, ниту за гарантираните откупни цени. Зоран Заев и министерот Николовски, кој не знаеме дали се уште е министер, да излезат на терен и веднаш да преземат мерки за осогласување на откупната цена. Заев, наместо да гази црвени тепеси низ светот, заедно со само за него успешниот министер Николовски, да се потрудат да обезбедат откуп на земјоделските производи. Земјоделците не смеат да претрпат уште една катастрофална година. Ви благодарам.